Полска ја поддржува политиката на отворени врати на НАТО, а со тоа и македонските аспирации за членство во Алијансата и во Европската Унија, порача министерот за одбрана Томаш Шинемунијак по следбата со македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски, кој е во прва работна посета на Полска. Билатералната соработка во одбраната почната во 1996 година меѓу Македонија и Полска зацрстена со уште еден договор. Од самитот на НАТО во Кардиј, двајцата министри очекуваат силен сигнал, имајќи го предвид и фактот дека Алијансата, како што вели Шимунијак, мора да бара нов пристап по настаните во Украина и во Европа. Нема друг начин освен преговори и наоѓање решение за прашањето зимето. Полска нема никакви сомнежи околу тоа, бидејќи уште пред 9 години има признана Република Македонија под нејзиното уставно име. Јолевски упати благодарност до полскиот народ и до државните авторитети за поддршката за нашето евроатлантско интегрирање. Таа поддршка доаѓа од еден респектабилен партнер и член на Алијансата и Европската Унија и за нас представува дополнителна мотивација да работиме уште понапорно за достигнување нови цели. Во рамките на посетата на Варшава, македонскиот министер положи венец на гробот на незнаниот јунак, а пак на средбата со вториот човек на Бирото за безбедност разменети мислења за билатералната соработка, но и за состојбите во Украина и на Балканот. Варшава е постојна дестинација на министерот Јолевски пред самитот на НАТО. Идната недела, заедно со министерот за надворешни Поповски, заминуваат за Кардив. Овде пак добра можност да се презентираат реформите во Македонија и зошто државава треба да биде членка на Северноатлантската алијанса. МТВ во Варшава, Милчо Велески.